Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено. А денеска гостин во нашата емисија професор доктор Благоје Ристевски, декан на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Декане, ве поздравувам и добре дојдовте во нашата радиопрограма. Ви благодарам. Поздрав до вашите слушатели. Поводот за вашето гостување е веќе започнувањето на она редовна пракса што имаме во Универзитетското радио, пред запишувањето на средношколците на факултет, да ги презентираме единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, па да имаат подобра слика за тоа што се единиците, односно факултетите на UKLO им нуди, едноставно да им олесниме при нивниот избор. Денеска да кажеме нешто повеќе за Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, иако сметам дека веќе нема млад човек, барем во овај регион тука, кој што не слушнал за ФИКТ. 10 години минатата година одбележав. Да, во оваа академска година се одбележа и 10 годишниот јубилеј од основањето на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола. И ФИКТ е веќе препознатлив не само во Пелагонискиот, во југозападниот регион на Македонија, туку и во цела држава и пошироко. Да кажам неколку зборови за ФИКТ. Основан е со закон за основање на Факултет за информатички и комуникацијски технологии Битола, донесен во 2013 година. И факултетот започна со работа на 15 септември 2014 година како правен наследник на поранешниот факултет за администрација и менеджмент на информацијски системи со спојување на одсекот на информатика и компјутерска техника од Техничкиот факултет во Битола, имајќи предвид дека и интердисциплинарните студии кои што ги наследе ФАМИС и студиите по информатика, тогаш по техничка информатика на Техничкиот факултет, кој што започна во академската 2002-2003 година, ова веќе се 23 години како на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола се студира информатика и компјутерска техника и информатика. Инаку во оваа академска година 2024-2025 година на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола студираат околу 560 активни студенти на сите циклуси на студии, на прв циклус, на магистерски и на докторски студии, а веќе досега има дипломирано над 1100 студенти на прв циклус студии и околу 100 магистри и доктори на науки ги завршиле студиите на ФИКТ. Кога веќе ги спомнавте бројките, да кажеме дека последните 2 години чинам ФИКТ е лидер, барем кога се работи за бројот на запишани студенти. Така, во последниве 2-3 години студиските програми на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии се најатрактивни на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола и запишуваме најголем број на студенти. Во однос на студиските програми кои што ги нуди Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, може да кажеме дека досега имавме 2 академски универзитетски студиски програми на прв циклус студии, тоа едната е 4-годишна академска студиска програма по информатички науки и комуникацијско инженерство и 3-годишни академски студии по информатика и компјутерска техника, а новина е годинава што имаме во тека акредитација на студиска програма на англиски јазик. Тоа е 4-годишна студиска програма по компјутерски науки и компјутерско инженерство. За студиските програми ќе проговориме и малку повеќе, ќе ги објасниме за нашите слушатели. Јас би сакала сега во овој дел малку повеќе да се задржам на што значи
уписна политика на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Рековме дека изминатите години, 2-3, нели, сте факултет на УКЛО со најголем број запишани студенти. На што се должи тоа според вас? Интересот на младите за студирање на овие науки, просторните услови што ги нудите, кадарот што го има тука? Или се заедно? Се заедно. Пред се, треба да кажеме дека Факултетот за информатички и комуникацијски технологии изминативе 3 години организираше саем на кариера за вработливост на студенти. Ова година по трет пат беше организатор на саемот Кариер Експо 2025, на кој што имаше огромен број на учесници од страна на IT компаниите и на другите компании, каде што IT стручњаците се неопходни. Имаше огромен број на посетители од страна на студенти на ФИК, па и студенти од другите факултети, како и матуранти од средните училишта од Битола, но и од регионот. Тие кажуваат дека Тие ги пренесуваат искуствата од студирањето на ФИК, а исто така на ФИК минатата година се формира и 4 лаборатории, и тоа за лабораторија за бази на податоци, програмски јазици и учење, понатаму лабораторија за организација на компјутерски системи и мрежи, лабораторија за виртуелно инженерство и апликации и лабораторија за развој на идни вештини и стартап бизниси. Дополнително, овој семестар лабораториите на ФИКТ преку донации се опремија и со современи уреди и опрема за сајбер безбедност и дигитална форензика, како и за вештачка интелигенција. Исто така студентските програми пред се на прв циклус, па и на втор циклус, кој што се лани ги акредитиравме и годинава се во тек на акредитација, за да бидат поатрактивни, тие се структурирани со предмети од студентски програми кои што ги има на универзитетите во Европа, во Соединетите американски држави. Ги следиме барањата на пазарот на труд во IT секторот и додаваме предмети кои што се современи, атрактивни, актуелни, и тоа предмети од областа на вештачката интелигенција, на блокчейн технологијата, имерзивните технологии, моделирање на бизнис процеси, стартап инженерство, сајбер безбедност, дигитална форензика, дизајн на кориснички интерфејси, искуство и така натаму. Го спомнавте сајмот за кариера и вработливост, нели, што беше организиран тука на ФИКТ. Голем број на представници од бизнис заедницата, пред се од IT компаниите. Сега ќе го врзам прашањето со оној што претходно нели го кажавте, подготовката на студиските програми, воведувањето на новите предмети, секако се во корелација со оно што бизнис заедницата го бара. Секако, знаења, мислам, на студентите. Секако, при креирањето на студиските програми, при структурирањето, беа земени во предвид и сугестиите, барањата на IT компаниите со кои што соработуваме. Нели имаме и одбор за доверба и соработка со јавноста, кој што активно зема учество, секако и студентите беа прашани што мислат дека треба, кои предмети треба да бидат вклучени во текот на студиите, така што овие студиски програми на прв циклус кои што веќе ги набројав се доста осовремени, атрактивни и актуелни. Поготово во време кога живееме, кога информатичката и комуникацијската технологија расти со експоненцијално темпо. Дека не, да направиме сега една музичка пауза, па малку повеќе да ги објасниме студиските програми кои што ќе им се нудат на идните бруцуши, се надевам, на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, поточно на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Почитувани слушатели, останете со нас на 90,8 МГц. Еве ме пак, ко сонце без зрак, ко рамка без слика, пред тебе стојам, прекривам трак, да не видиш знак од тага што блика, без да бројам. Штом ке помине се и ке бидеме сами, ке пробаш да се смениш ти. Штом ке помине се и друга тело ти гали, дур срце чува спомени.
пак, ко сонце без зрак, ко рамка без слика, пред тебе стојам, прекривам трак, да не видиш знак, од тага што блика, без да бројам. Штом ке помине се и ке бидеме сами, ке пробаш да се смениш ти. Штом ке помине се и друга тело ти гали, тур срце чува спомени. Бараме утеха, чекаме крај, во душа во пекол не постои рај. Штом некој губи, некој добива се, драги веќе не, на се што сме значеле му снемува сјај. Низ магла од сон нежи се надзира крај, те љуби срце што скршено е и да сака не може. Скршен часовник, денот стои не минува, и она што не двои и време не го лекува. Бараме утеха, чекаме крај, од душа во пекол не постои рај. Штом некој губи, некој добива се, драги веќе не, на се што сме значеле му снемува сјај. Низ магла од сон нежи се надзира крај, те љуби срце што скршено е и да сака не може. Почитувани, еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УПЛО ФМ Битола. Подсетувам дека во емисијата за Универзитетот отворено денеска наш гостин, деканот на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, професор доктор Благој Аристевски. Дека не рековме дека сега малку повеќе ќе зборуваме за студиските програми кои што тука се нудат. Додуша во првиот дел од разговорот вие веќе начнавте, кажавте кои студиски програми ги имавте во изминатиот период, меѓутоа најавивте дека од новата академска година 2025-2026 ќе има и новина, нешто ново ќе им понудите, па ајде да почнеме со постарите програми, па ќе одиме и на новата. Така, циклус по циклус. Да. На првиот циклус студии, на додипломски студии, досегашните студиски програми кои што побудува интерес, тоа се студиската програма за информатички науки и комуникацијско инженерство, која што е 4-годишна студиска програма, и 3-годишната студиска програма, која што е единствена 3-годишна студиска програма на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, која што нуди академски студии, тоа е информатика и компјутерска техника. Покрај овие досегашни студии, новина од академската 2025-2026 година ќе биде и студиската програма на прв циклус на англиски јазик по компјутерски науки и компјутерско инженерство. Таа е исто така 4-годишна студиска програма. Во однос на вториот циклус студии, досега на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола се акредитирани 7 академски студиски програми, и тоа имаме и едногодишни и двогодишни студиски програми. Новина е што во ова академска година што доаѓа во 2025-2026 година ќе имаме уште 4 нови студиски програми на втор циклус студии, тоа се едногодишни студии. Би ги набројал досегашните акредитирани студиски програми за втор циклус студии, и тоа се едногодишни студиски програми, и тоа студиска програма по информатички науки и комуникацијско инженерство. Тоа се 5 студиски програми со различни модули, тоа модулот за пресметковно инженерство, понатаму модул за софтверско инженерство и апликации,
модул иновативни комуникацијски технологии, модул информацијски системи и управување со знаење и модул за интелигентни инженерски системи, како и студиската програма за IT менеджмент. Сите овие студиски програми се едногодишни и двогодишната студиска програма по информатика и компјутерска техника. Новите студиски програми, кои што се во тек на акредитација во одборот за акредитација на високото образование, се доста актуелни, атрактивни, ги следат најновите трендови и тоа се студиските програми по сајбер безбедност и компјутерски системи, понатаму наука за податоци и вештачка интелигенција, студиска програма за софтверско инженерство и студиска програма за информацијски и компјутерски науки. Додека на трети циклус студии имаме акредитирано 2 студиски програми и тоа се информатички науки и компјутерско инженерство и IT менеджмент, кои што се исто така современи и беа акредитирани во минатата година. За матурантите сега е најважно да го одберат факултетот, да одберат студиската програма која што ќе им биде основа за натамошен професионален развој. Рековте на прв циклус студии, 2 студиски програми, едната 4-годишна, другата 3-годишна. Да им појасниме која е разликата меѓу едната и друга. Да кажам дека студентите во текот на студиите можат да го искористат правото на мобилност, односно да се префрлат од една на друга студиска програма на факултетот, така што разликата е тоа што со студирањето на 4-годишната студиска програма студентите, дипломираните студенти се стекнуваат со 240 кредити и со звање дипломиран инженер по информатички науки и комуникацијско инженерство, додека на 3-годишната студиска програма по информатика и компјутерска техника се стекнуваат со звање дипломиран информатичар и со 180 кредити. Предметите се компатибилни, така што во текот на студиите студентите може веќе во 2-3 година да се префрлат од една на друга студиска програма, секако дека им се признаваат 100% положените предмети и освоени кредити. По завршувањето дели на првиот циклус студии веќе можат да се запишат и на втор, па понатаму и на трет циклус студии, доколку се заинтересирани за продолжување и малку повеќе да се занимаваат, да речеме, и со истражување, со наука, затоа што вториот и третиот циклус токму тоа и го бара. Но она што за прв циклус исто така го нудите за запишаните студенти, тоа се бројните стипендии кои што ги обезбедувате благодарение на соработката што имате со IT компаниите. И не само стипендиите, туку и практичната работа која што таму може да извршува. Така, значи IT компаниите со кои што соработуваме овозможуваат дел од нивни стипендии, но и практиканска работа на нашите студенти. Уште во текот на погорните години, во 3-4 година, дел од студентите почнуваат со практиканска работа и веќе при дипломирањето во завршните студии веќе и се вработуваат во IT компаниите. Веќе од основањето на факултетот работиме со двојно менторство, програмата двојно менторство со ментори од компаниите и од факултетот, каде што тимови составени од наши студенти работат под менторство и од IT секторот и од факултетот и на крајот ги презентираат изработените проекти. Што велат од бизнис заедницата? Колку се задоволни од кадарот кој што излегува одовде? IT секторот, а и другите компании на кои што им требаат нашите IT професионалци, нашите инженери, нашите информатичари, се задоволни од знаењата со кои што излегуваат нашите дипломирани студенти. Доказ за тоа е и вработливоста на нашите инженери и на IT стручњаци. Во Битола, благодарение на постојањето на ФИКТ, основани се многу стартапи, многу IT компании, така што во изминативе неколку години, а благодарение на кадарот кој што го продуцира ФИКТ, IT секторот и IT бизнисот во Битола, но и во регионот бележи подем.
голем дел од IT инженери, информатичари останаа во Битола, не заминаа во Скопје или пак надвор од Македонија. Тоа ни е и целта, младите да ни останат дома. Како ни беше слоганот корени и крилја ова година, да им го дадеме полетот, меѓутоа да ги вратиме и тука, да си останат дома. Тука, да. Останува дека не да проговориме за уште неколку области, да речем, од вашата работа, од работата на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, но нив ќе ги оставиме за третиот дел и завршен дел од овој разговор. Почитувани слушатели, бидете и понатаму со нас. Стварно вака не можам, 1500 зборови и пак не те разбирам. И доаѓам да си полудам, да се спакувам и одлетам. Таму негде сам, и кога ќе те видам, убава, убава моја, заборавам на се. Гледам само тебе и кога ќе те видам, убава, убава моја, толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам и кога ќе те видам, убава, убава моја, заборавам на се. Гледам само тебе и кога ќе те видам, убава, убава моја, толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам. Води ме, не ме прашувај, ти знаеш добро да ме возиш, не се преправај. И еве ќе ти признам, некогаш не можам да те поднесам. И кога ќе ми речеш, убава, убава моја, заборавам на се, да сакам само тебе. И кога ќе ми речеш, убава, убава моја, толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам. И кога ќе ми речеш, убава, убава моја, Заборавам на се, те сакам само тебе. кога ќе ми речеш, убава, убава моја, Толку лесно светот го заборавам. длабоко во тебе јас потонувам. Декан Ристевски, во овој завршен дел од разговорот со вас за Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, да кажеме малку повеќе за она што значи активности, претежно на академскиот кадар, би рекле, во смисла на реализација или подготовка на проекти, конкурирале, ги добиле, па еве сега и се реализираат на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Во најава, почеток на реализација на уште еден. Да, точно така. ФИКТ е член во конзорциум на повеќе европски проекти и тоа би ги издвоил проектот МК-SafeNet, во кој што ФИКТ е член во конзорциумот. Овој проект е проект финансиран од програмата Digital Europe, во кој што целта ни е основање на Центар за безбеден интернет во Македонија. Овој проект се реализира
од 1 септември 2024 година и треба да трае до крајот на февруари 2025 година, каде што целта ни е, како што кажав, за прв пат да се формира ваков центар за безбеден интернет, каде што целта ни е првенствено младата популација, средношколците, основците да се запознаат со безбедно користење на интернет. Друг проект во кој што учествува ФИКТ заедно со Техничкиот факултет е проектот Innovate EDIH, исто од програмата Digital Europe, каде што целта е основање на Европски дигитален иновацијски хаб. Овој проект се реализира од 1 јануари 2025 година и ќе се реализира 4 години, каде што факултетот ќе понуди повеќе услуги, курсеви, обуки за сајбер безбедност, за IoT и паметно земјоделство, за дигитални алатки во проектен менеджмент, за имерзивни технологии, работа и анализа на податоци, курсеви поврзани со вештачката интелигенција и 3D моделирање, 3D принтање и многу други курсеви. А исто така, од неодамна започна и реализацијата на проектот Nano Biotech Nexus проектот, кој што е во соработка со Економскиот факултет од Прилеп. Од наша страна, од македонска страна, односно од страна на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Гледам проектите што ги кажувате, одите со партнери. Партнерство би рекле заедно со други единици на универзитетот. Така, значи соработката со другите единици е неминовна. ФИКТ соработува и ќе соработува со останатите факултети и единици од УКЛО, како и со останатите факултети и универзитети во државата и со партнерските институции од Европа и пошироко. Добро, тоа во однос на проектите, а кога се работи за учество на меѓународни конференции и организирање на вакви конференции, еве можете да се пофалите и за тоа. Така, во ноември 2025 година на ФИКТ ќе се одржи по јубилеен 15 пат конференцијата за применети интернет технологии AIT 2025 година, која што е во коорганизација со Техничкиот факултет Михајло Пупин од Универзитетот во Нови Сад, Србија, на која што очекуваме да има голем број на учесници и трудови кои што ќе бидат презентирани. ФИКТ во овој случај како домаќин на конференцијата. Меѓутоа, ако зборуваме за учеството на вашите професори на конференции, на симпозиуми, на научни средби, на работилници кои што ги посетувале или кои ги организирале, тогаш ќе не треба навистина многу време. Но да се вратиме на она што значи нивна работа со студентите, како ментори на студентите при изработка на истражувачки трудови пред себе рекле и изработка на проекти. Еве да кажеме дека ваши студенти работеа на проект поддржан од Колорс, Универзитетската алијанса, заедно со професорката Табаковска. Така, професори од нашиот факултет се вклучени активно во реализација на проектот на Европската алијанса на Колорс, така што наши студенти, наши професори вклучени се активно и во други проекти, така што факултетот и понатаму ќе ги поддржува и вработените професори и студентите да учествуваат, да работат во проекти, ќе поддржува научно-истражувачката работа на секој член на академската заедница, на ФИКТ и на УКЛО. Кога го спомнавме Колорс, заедно со Колорс, некаде СНВ организирате и хакатон. Така, во изминативе неколку години ФИКТ исто така е препознатли по организирање на хакатони. Ова година по трет пат на ФИКТ се одржа хакатон, ова година на тема Климатон, во која што учествува над 10 тимови, составени од студенти од ФИКТ, од Колорс алијансата имаше од други факултети од УКЛО, па и од други факултети и од универзитети, како и од средношколци. Како што кажавте, во октомври се планира да се одржи
уште еден хакатон, тоа е хакатон посветен на финтек, на новите технологии што се користат во финансиите. Овој хакатон финтек ќе биде во рамки на Colors алијансата, а исто така во рамките на МК SafeNet проектот ќе се одржи уште еден хакатон посветен на сајбер безбедноста. Тоа значи доста работа во однос на организирањето на овие настани, настрана од она што значи редовна настава и она што значи работа со студентите, испитување нивно, но и насочување на практичната работа и она што треба да го совршат, да речеме, како нивно знаење за понатаму полесно да најдат вработување, иако кажувате не само вие, туку и останатите дека вашите студенти сега веќе многу полесно стигнуваат до работните места. Точно така, Факултетот за информатички и комуникацијски технологии ќе продолжи да ги има студентите на централно, на прво место, така што покрај организирање на настава, на вежби, на испити, секако дека ќе организира и вакви воннаставни активности, каде што студентите со нивните идеи, со нивната креативност ќе можат да понудат одржливи решенија со учество на вакви хакатони, па и со учество на менторските работни групи. И само уште да кажеме дека на сите настани редовно гостеви се и средношколците. Треба уште рано да се запознаат со нешто значи работа на овој факултет, но започнувате уште од помала возраст да ги заинтересирате, ако можам така да кажам, ако е тоа вистинскиот збор за факултетот. Редовни гостеви се и учениците од основните училишта. Точно. Значи, ако досега гостини беа само средношколците, претежно матурантите, во последниве неколку години наши редовни гости се и учениците од основните училишта во градот и од регионот, посебно да ги посетат нашите лабораториите за виртуелно инженерство апликации и другите лаборатории им се доста интересни на основците. Целта ни е уште од најмали нозе да ги засакат да имат афинитети кон информатичките и комуникацијски технологии, кон STEM областите, кон инженерството, кон природните науки и мислам дека успеваме во тоа да им ги доближиме инженерските и природно-математичките науки на основците и на средношколците. Јас искрено се надевам дека и во новата академска година бројот на запишани студенти на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола ќе биде задоволителен, дека ќе биде голем, дали ќе бидете и натаму лидери по однос на запишувањето, на бројот на запишани. Гледам дека се трудите да го задржите како први на листата. Да, секако, и јас верувам дека ќе го задржиме водството по број на запишани студенти. Верувам и убеден сум и работиме заедно со сите професори, со асистенти и со студентите кои што се наши алумни, и од тие причини одржавме годинава и прва ваква алумни средба на ФИКТ посветена на сите дипломирани, магистрирани и докторирани студенти кои што во изминатиот период своите студии ги завршиле на ФИКТ. Тоа е убава средба за нив да се вратат можеби малку назад на студентските денови, но и можност она што го имат како потенцијал да се искористи повторно за напредокот на факултетот, да речем. Така. Не само напредокот на факултетот, туку и напредокот во нивната кариера, како и напредокот на цел универзитет. Сега, за крај, што ќе им порачате на младите, што ќе им порачате на оние кои што се уште се двоумат каде да се запишат, но и на вашите студенти, оние кои што се веќе запишани и студираат на ФИКТ? Првин би се обратил до средношколците и до матурантите да го посетат факултетот, да ја посетат веб страницата на факултетот да го посетат преку социјалните мрежи и да се распрашаат од нивните колеги, пријатели, блиски, роднини зошто да студираат на факултетот, затоа што ние сме посветени, кадарот е посветен на усовременување на студиските програми, затоа говори и формирањето на лаборатории кои што и ги нема во државата по и пошироко.
Така што се надевам дека голем дел од матурантите и ова година ќе го направат вистинскиот избор, ќе се запишат на студии на факултетот за информатички и комуникацијски технологии, ќе станат идни инженери по информатички науки и комуникацијско инженерство, инженери по компјутерски науки, компјутерско инженерство, како и дипломирани информатичари. На нашите студенти им порачувам да ги продолжат студиите и побрзо да дипломираат, да се вработат и да бидат наши алумни и да се запишат на повисоките циклуси, тие што се на прв циклус, да се запишат на втор циклус, па и на трет циклус студии. Нашите врати се секогаш отворени кон нашите алумни, но и кон средношколците и кон основците во секој случај. Дека не ви благодарам за разговорот, ви благодарам за одвоеното време. Како што кажавте, сите заинтересирани можат да ги посетат социјалните медиуми на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии и таму да ги добијат сите информации. Меѓутоа, можат и слободно да разговараат со нивните пријатели кои што веќе студираат тука или можеби завршиле, па сигурно ќе ги слушнат убавите зборови кои што ќе им ги кажат. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам. Ти ми правиш јас да пеам, ми правиш да се смеам, да бидам само по тебе луд. Меѓу толку многу луѓе себе баш те гледам, на седно небо со тебе сум. И за тебе јас и до крај на свет би одел. И за тебе јас и по заборавам на сите кога јас те гледам, во тие очи светот е мој. Казна е да бидам далеку од тебе, мене денот тогаш ми е ноќ. И за тебе јас и до крај на свет би одел. И за тебе јас и по оган би одел. Само ти си тоа што го сакам јас. Ти ме убива со поглед, знај. Она што ми треба си ти. И само ти.
И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Видов добро ми е кога сум со тебе, со еден збор, со поглед ние се разбиравме и тогаш исто мислевме дека подобро е да се разделиме, но сгрешивме. Ео, јас и ти ко едно тело, една душа сме, а не признаваме, не можам без тебе. Ео, јас и ти ко едно цело, една душа сме, а не признаваме, не можеш без мене. Ако казна ми е да бирам без тебе, тогаш подобро е да бидам сам. Ке не боли секој ден и ке се смени се, само знам јас дека љубовта ке остане. Јас и ти ко едно тело, една душа сме, а не признаваме, не можам без тебе. Ео, јас и ти ко едно цело, една душа сме, а не признаваме, не можеш без мене. Писмите ме замеспред цело тело, кога крвта зори веќе стане врело и нежно се гледаме ко ангелива бела. Баш би сакал да ме видиш мене ти на дело, за љубовта решил сум да рубувам и да бидам вечен друг на љубовта, а ти ја сватиш веќе не сум сам, се ти признавам го правам, јас на доброто што знам. Ео, јас и ти ко едно тело, една душа сме, а не признаваме, не можеш без мене. УКЛО ФМ, Битола, јуни 2025 година. УКЛО ФМ 90,8. Избери квалитет, избери традиција, избери го УКЛО. И слушај УКЛО ФМ Битола 90,8 МГц. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk